Иницијацијата за да започнам да работам со деца со попреченост беше мојот брат Игор, кој беше со церебрална парализа. Тој повеќе не е меѓу нас, но ми остави една голема трага и ме научи како всушност таа моја емпатија и да ја спојам со сето мое знаење и со сето мое искуство и да ја преточам во една форма наречена музичко-танцова терапија, која што ја практикувам во Анастасија центар уште од 2017 година. Кога започнав да работам со деца со попречености, тој период сватив дека нив им е потребна освен музичка терапија и танцова терапија. Започнав да правам спој на овие практики и да добивам доста јасни резултати. Во периодот кога правев промоција на мојот прв музички албум Ретроперспектива во 2015 година, јас ги вклучив децата со оштетен слух од заводот Кучо Рацин во Битола и во тој период јас правев практики заедно со нив и им држев часови волонтерски со кои што ги подготвував за самите настапи. Открив и нови таленти кои што има талент за пеење и за танцување и тие таленти јас ги вклучив во центарот Анастасија, каде што направив една инклузија со другите деца кои што танцуваат во центарот и некако на тој начин ми започна процесот на работа. 2017 година имав можност да учествувам во изработката на прирачникот за балерини со Даунов синдром, така што се следеше целиот мој процес на работа со Марија, која што е девојче со Даунов синдром, и на крајот имаше учество на еден завршен перформанс кој што се одржуваше во Скопје. Значи, тоа моје искуство за тој прирачник ме придонесе за самите почетоци во музичко-танцовата терапија која што ја започнав тука во Битола. Во тој период започнаа да се вклучуваат и други деца со различни диагнози. Најмногу работам со деца со аутизам, со Даунов синдром, лица со пречки во развој, слепи лица. Најчесто кај слепите лица се применува само музичката практика, а кај другите лица повеќе се трудам да ги применувам и двете практики, танцова и музичка терапија, затоа што нивната психофизичка активност се зголемува и се добиваат многу подобри резултати. All the people who have the lack of perfection, I guarantee they are full of affection. 2019 година го снимав мојот видеозапис за песната Heavy Listen, кој е посветен првично за мојот брат Игор и за сите лица кои што се со попречености. Таму ја отворам оваа тема со цел подигнување на свеста за овие лица, затоа што доколку не сме биле во контакт со нив, ние не можеме да ја сватиме оваа проблематика и јас се потрудив на еден уметнички начин да сум гласноговорник за овие лица и едноставно да придонесам во општествената свесност, да дадеме еден придонес за добробит на нашето човештво, затоа што многу им сме потребни на овие лица. Јас како уметник се движам на овој начин, се повеќе и повеќе да им помагам со тоа што музиката продира до степен каде што не може ниту една друга практика да допре. He taught me to be a fighter, but he is not here anymore. Now I feel his presence much more and more. Дел од тие деца кои што работаа со мене во самите почетоци, работат и ден денес и успеавме да снимеме видеозаписи во кои што тие го прикажаа на некој начин нивниот напредок и имаат веќе можности да се
реализираат и самите како артисти, што значи дека талентирани лица со попречености можат самостојно да се изразуваат како музичари. И таков пример се Иван и Теодора, кои што ќе работеа со мене околу 7 години и веќе овие резултати се видливи. Во целиот овој процес на работа, мене целта ми е да правам инклузија на овие деца со децата кои што се со типичен развој во Анастасија центар, така што еден таков пиков момент беше мюзиклот Исцелител, во кој што учествува сите членови на центарот и со тоа што направивме песни во кои што заедно пеат и децата со попречености, заедно со другите пеачи на Анастасија центар. It's you to give respect to mankind. Душата постои со чистата љубов, физичкото тело илузија на човекот. Сожалуваш? Имаш површна констатација за самозаштита, да не сум јас на негово место. Физички недостатоци гледа човечкото едноумие. Подсмевот, осудата се нивен хендикеп. Оваа тема сметам дека е многу важна и допрва ќе ја разработувам и паралелно доста се надоградувам на оваа тема, затоа што мојата основа како музиколог во Public Jazz музика дипломиран и сега веќе и магистер по современ танц, како магистерска теза ја имам точно таа симбиоза на музичка и танцова терапија. Со овие подвизи ќе ги поттикнам и другите музичари и танчери да почнат повеќе да ја развиваат својата емпатија и да им помагаат на лицата со попречености, затоа што сметам дека лекот е точно во овие две области.